Добро утро на сите и од мене. Мило ми е што можеме да се видиме денес пак на кратко, но верувам дека секоја прилика која Господ ни ја дава, убаво ќе да искористиме за да слушнеме неговиот збор, да видиме што тој има за нас денес да ни каже. Не знам како вие го поднесовте последната одлука на владата за карантин, но јас малку тешко ја прожвакав. Последно затоа што тргнавме кон ослободување на мерките, малце послободно се движиме и пак се затворени. Но верувам дека тоа е за наше добро и ќе ги почитуваме тие мерки, така да им уште малку време да завршиме со оваа богослужба. Ајде да видиме што Господ има да ни каже. Насловот на темата која денес ќе ја отпочнеме, тема на проповед ќе биде, која ќе ја зборуваме во наредните ова и во наредните 2 недели, ќе се вика да дојде царството Твое. Насловот на темата, ако ја знаете молитвата Оче наш, ќе видите дека од таму произлегува. Молитвата која црквата ја моли веќе 2000 години и молитва која денес, која нас не синхронизира со тоа што Исус нас не повикува да бидеме, и го свртува нашето срце кон вистинската насока, да дојде царството Твое. Тоа е многу повеќе отколку само зборови кои ние ги искажуваме преку молитва или преку некој папагалско репетирање на таа молитва што е Оче наш. Тоа е многу повеќе од зборови. Тоа ја дефинира целокупната акција на црквата. Така барем треба да биде. Таа молитва да дојде царството Твое. Нас не свртува према тоа што треба ние да правиме, кој да бидеме и што треба да правиме. Да дојде царството Твое, нас не активира на еден силен начин во овој свет. Ќе видиме и како. Веднаш после Великден зборев за средбите кои Исус ги имаше веднаш после воскресението. За време на тие 40 денови помеѓу неговото воскресение и неговото вознесение. Имавме три приказни кои ги земавме од Лука 24 глава. Првата е средбата на Исус со Марија Магдалена и жените, тој веднаш пред гробот на денот недела. Втората е средбата на Исус со учениците кои одат кон Емаус. И третата е и последна средба која Лука ја запишува, е средбата која Исус ја има со апостолите. Кажав дека Лука не случајно ги бира тие три приказни од многуте извештаи и напишени приказни кои тогаш циркулирале во црквата. Значи Лука тој има за себе поставува критериум како да ги одбере тие приказни и поента зошто да ги каже тие приказни во тој момент, да ги запише. Ја прикажува вистинитоста на настаните, ефектот врз следбениците и природата на воскресението на новото создание. Тоа го открива Лука преку тие три приказни, многу важни приказни. Денес ќе се позанимаваме со последната запишена сцена од последното нешто кое Исус го прави непосредно пред вознесението. Значи, од четврток на 28 мај, во четврток, според јулијанскиот календар, ние се потсетуваме на денот на вознесението. Исус кога се вознесува и кога ја остава таа мисија на апостолите и кога им кажува да чекаат во Ерусалим. Но ајде да видиме што се случува. Значи, приказната се наоѓа во Дела апостолски, првата глава, првиот до 14 стих ќе го прочитам и после ќе читаме да видиме што Господ има да ни каже. Значи Дела апостолски 1 до 14. Првата книга Теофиле ја напишав за се она што Исус го правеше и поучуваше од почетокот. Па се до денот кога се вознесе откако преку Светиот Дух им даде заповеди на апостолите што беше ги избрал. Ним по своето страдање им се представи жив со многу верни докази и увајќи им се 40 дни, изборувајќи им за Царството Божие. Еднаш кога ги собра, тој им заповеда: не оддалечувајте се од Ерусалим, туку чекајте го ветувањето од Отецот, што сте го слушнале од мене. Јован крштеваше со вода, а вие
Не по многу дни од денес ќе бидете крстени со Светиот Дух. А тие кои беа собрани го прашаа велејки: во ова ли време ли ти ќе го воспоставиш Господи царството Израелево? А тој му говори: не е ваше да знаете време, да ги знаете времињата или часот што Отецот ги поставил во своја власт. Но ќе примете сила од Светиот Дух, кој ќе слезе на вас и ќе ми бидете сведоци во Јерусалим и во цела Јудеја и Самарија и се до крајот на земјата. И штом го рече тоа, додека тие го гледаа, тој се воздигна и облак го подзеде од пред очите нивни. И како што гледаа кон небото, додека тој се возвисуваше, одеднаш пред нив застанаа двајца мажи во бела облека. И рекоа: луѓе галилејци што стоите и гледате кон небото, овој Исус кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде пак на истиот начин како што го видовте да оди на небото. Тогаш тие се вратија во Јерусалим од планината, наречена Маслинова, која се наоѓа близу до Јерусалим колку еден саботен ден одење. И кога дојдоа, се искача во горната одеја, каде што престојуваа Петар и Јаков, Јован и Андреј, Филип и Тома, Вартоломеј и Матеј, Јаков Алфеев и Симон Зилот и Јуда Јаковов. Тие сите еднодушно беа постојано во молитва и молење, заедно со некои жени и со Марија, мајката на Исус, и со браќата негови. Амин. Тоа што можеме да го видиме од овој текст е дека оваа книга која сега ја читаме е продолжение на некоја претходна книга која евангелистот Лука ја напишал. По суштина Евангелието според Лука. Во првата глава тој се представува и адресира истата книга, оваа книга на истиот примател, кој се вика Теофил. Лука повторно ги спомнува тие 40 дена, потврда за Христовата објава за време на тоа време, на апостолите, што се правеше. И тоа што е интересно, Лука спомнува многу важна работа. Исус, тоа што го правеше за тие 40 денови, замислите што се Исус можеше да им каже на апостолите за небото, за кој знае што се можеше да разговара со нив. Исус одбра и одлучи да зборува на една единствена тема, за Божјото царство. Тоа беше темата на која Исус зборуваше. Кога Лука пишува еднаш кога ги собра апостолите, во оригиналот тоа подразбира дека Исус ги собрал на гозба, ги собрал на вечера, на ручек, да помине некое време со нив. Вика, кога еднаш ги собра, им зборуваше за Божјото царство. Станува збор за некаква трпеза. Исус ги собира, зборува за Божјото царство, им кажа да не го напуштат градот, туку да го чекаат она за кое тој зборуваше цело време. И тој ми зборуваше дека она за кое Јован зборуваше, Јован Крстител зборуваше, ќе се оствари. Она што Исус го најавува не е нешто ново. Исус не почнува нешто ново од никаде. Тоа мораме да го разбереме. Зошто Исус го спомнува Јован Крстител? Исус спомнува и го поврзува тоа што го прави со еден континуитет кој Господ го прави од самиот почеток. Има историја тоа што се случува. Има една долга историја која сега ќе биде реализирана, ќе има кулминација на сето тоа. Исус со други зборови кажува: Јован Крстител тоа што ви го најавуваше, дека пророците го кажува од Стариот Завет, сега јас ви го потврдувам. Останете во Јерусалим и чекате го тоа нешто, ветувањето од таткото. Не е нешто ново. Не е само уште едно нешто ново кое се појавува, уште едно месијанско движење помеѓу многуте кои се појавуваат. Не, тоа има континуитет. Тоа е кулминацијата на тоа што Господ го најавува преку целиот Стар Завет. Исус им вели, ќе се исполни нешто кое многу долго се очекуваше. Ќе бидат исполнети со оган, што ништо нема да може да го изгаси. Чекајте и ќе видите што се случи. Во целиот мовет има нешто жално. Исус им зборува за долго очекувањето исполнување, кое е ветување од Отецот, исполнување на пророштата на Јован Крстител, најважното наследство кое тие може да го добијат, а тие слушаат нешто што не е ни кажано. Тие поставуваат едно прашање. А чекај сега Израел ќе стане најважното и најголемото царство на земјата? Ние ќе сме тие конзули, управители.
Колку пати само ние имаме селективен слух? Сте слушнали за тоа? Да го слушнеш само тоа што сакаш да си го слушнеш у било кој момент. Сте имали такво искуство? Пример, може би не вие, ама некој друг соговорник од другата страна. Вие зборите нешто, некој голем аргумент, а овој другиот од другата страна го слуша само тоа што сака да си го слушне. Си кажеш, како дојде до тој заклучок? Не е можно. Колку пати само го слушаме оно што сакаме да се го слушнеме и ние. Една од најстрашните работи кои можеме да ги направиме е да слушаме селективно она што само сакаме да го слушнеме во контекст на Бог. Таквото делување ќе мислиме дека е водено од Бог и затоа горко ќе го бараме од Бог преку молитва да се исполни. На крај крајот Бог тоа ни го ветува. И тоаш кога работите ќе тренат на лошо, тоа што викаат американците when things go south, ќе мораме некако теолошки да го проџвакаме тоа, да го исканализираме преку тоа што го веруваме, или ќе се разочараме и откажеме скоро со тоа што го веруваме, или ќе го оправдаме повторно со ново селективно слушање и пременување и ќе чекаме тоа повторно да се исполни. А како Исус го решава проблемот тука? Исус на таа погрешна перцепција за Божето царство, кое учениците го има во тој момент, реагира на многу интересен начин. Првото нешто што можеме да го видиме, Исус што го прави, се вика денационализација на Божето царство. Денационализација. Значи, секој кој себе си се смета поподобен за Бог и неговото царство од некој друг, било кој друг, се уште не го разбира Божето царство. Се дека мислиш дека Божето царство е повеќе за тебе отколку за некој друг, дали е тоа пријател, другар, друга националност, друг човек од фамилијата. Се дека мислиш дека тоа тебе поти одговара, поти личи отколку на некој друг, не си го разбрал Божето царство. Тоа го мисли апостолите. Израелевото царство. Исус вика, остаете го тоа по страна. Кога можеме веќе си го разбрал тоа, дека за да бидеме дел од Божето царство е упатено за сите, тој повик, од најдобриот човек и најмигниот човек до најлошиот. Ако тоа сме го разбрали, си кажеш, добре, јас тоа го разбрав. Тогаш, секој кој не сведочи со својот живот и со своите зборови на сите за Божјата љубов кон сите, повторно не ја разбира природата на Божјото царство. Ако само тоа си го разбрал, а не го наговестуваш, не го живееш, не го зборуваш, пак не си ја разбрал природата на тоа царство. Исусов повикот за да бидат сведоци не застанува на Ерусалим и Јудеја, таму каде што е најлесно и најубаво. Тој продолжува преку Самарија. Да не зборувам дека со самаријанците тие не се поднесувале воопшто, куче маче. Исус кажа до крајот на земјата. Нема некој кој е исклучен од таа шанса да биде Божјо дете. Нема ниеден. Нема ниеден исклучен. Ако нема ниеден исклучен, тогаш се додека не сите не станат Божји деца, таа мисија за нас не е завршена. Значи, ако мислиме дека сме најподобни за Божјото царство, сме ја промашили целта. Ако мислиме дека само е за нас тоа и не го навестуваме, пак сме ја промашили целта. И колку е важна таа порака. И како Исус реагира на тој светоглед на апостолите. Исус дури го игнорира тоа нивно прашање. Исус, овие викаат, сега ќе е Израелевото царство? Исус кажа, во споредба со тоа што ќе се случи, ова прашање не вреди ни време да му посветам. Абе, не е ваше да знаете што е тоа. Оставете го тоа по страна. Израел та Израел. Друга е работа. Ветувањето кое јас на вас ви го давам, кое треба да го чекате толку многу позначајно од тоа што сега ви го зборите. Нешто поважно ќе се случи, само имајте трпение. Да застанеме само кратка рефлексија. Со кои работи сега се замараш и ги трошиш твоите ресурси на време и трпение, а се крајно неважни или нерелевантни, или воопшто не зависат од тебе. Трошиш време, енергија, зборови на работи кои тотално не зависат од тебе, кои се тотално нерелевантни. А
Апостолите можеа целото свое време да го посветат на израелската држава, на Јерусалим, на што и да е, без да приметат дека Исус, пред да биде и раснат, пророкува дека на тој Јерусалим нема ни камен на камен да остане. Едно до 30 години, ишто не останува од Јерусалим. Може би заради тоа што вложаш толку многу во тие нешта, не можеш да го видиш вистинскиот и вреден благослов кој Бог ти го става пред очи. Шансата да се промаши Светиот Дух, знаете колку беше? Да не се остане во Јерусалим 10 дена. Толку требаше. Тоа е наследство во таа горна соба која дојде. Потребно беше само да кажеш, ај ги се вратиме дома. Толку. Таму кај што ми е удобно. И доаѓаме до вознесението. Ова, тука што го имаме за вознесението е најопширниот опис за Христовото вознесение. Евангелијата според Матеј, Марко и Лука имат кратка изјава за Исусовото послание, кој Исус ги праќа апостолите да одат по целиот свет и да прават ученици, им ја дава мисијата. Но Марко и Лука опишуваат само кратко дека Исус се вознесува и Марко само кажа дека Исус седнува од десната страна на Отецот. Кратко, ништо, неколку збора се. Во Јован воопшто ја нема случката за вознесението. Ја нема. Завршува Евангелието според Јован завршува со разговорот помеѓу Исус и Петар. Тука завршува и со зборовите кои Јован ги вика, ако се запише за Исус се што правеше, сите книги немаше да ги собере во целиот свет. Тука завршува Јован. Зошто? Веројатно Јован многу неверојатно, сигурно покасно го пише во Евангелието и веќе некои приказни кои се толку познати, веќе општо прифатени, тој не ги ни спомнува. Затоа што тој пренесол друга порака, тоа што сака да го запише. Исто така и Јован е селективен, тоа што сака да го запише. Последната сцена од Исус филмот, ако сте го гледале, овој најстариот, не помага многу за да се разбере поентата овде што се случува. Што се случува во последната сцена на Исус филмот, ако сте ја гледале? Го имате Исус на Маслиновата гора и отеднаш почнува да лета, го нема Исус, само ја има сликата како апостолите остануваат доле и Исус лета, овие стануваат се помали, Исус се подалеку оди облаци и крај нема тоа. И така завршува филмот и си викаш Исус отиде, го нема, тоа е далеку, многу далеку во висините, воопшто не знаеме каде отиде, освен дека отиде на небото, а учениците останаа гледајќи кон небото. Исус е далеку. Има тука една предпоставка дека небото е таму некаде горе, далеку од нас, од светот овде, од нашите секојдневни, многу далеко, едноставно не е тука. И сега Исус е таму некаде горе, исклучен од се што се случува тука, каде тој си седи на својот престол, ужива, а ние тука се мачиме. Тука имаме една многу важна забелешка. Верувањето на христијаните во првиот век не е дека небото и земјата се далечни територии, не е категорија на простор, толку далеко што се недостижни. Туку верувањето е дека тие две се различни реалности, две различни категории, кои се преклопуваат една со друга. Тоа се две различни димензии на постоење. Едната димензија е реалноста во која ние живееме, човекот во која живее, сика земјата, а другата димензија е реалноста и димензијата во која живее Бог, небото. Храмот конкретно е местото каде што тие две димензии се спојуваат, се преклопуваат. Приказната за Еденската градина е токму тоа. Бог создава место каде што двете димензии се преклопуваат, прави градина, каде што човекот и Бог од своите димензии доаѓаат тука и се приклопуваат, се среќаваат и слободно действуваат и го градат односот. Двете димензии преклопени и заклучени. Храмот го представува токму тоа место. Кога човекот влегува во храмот во првиот век, тој верува дека влегува во Божјата димензија. Тој останува своите димензија, но влегува и во Божјиот простор. Нашиот простор и Божјиот простор. Хабл
телескопот, е еден од најголемите проекти на денешницата, на денешниот човек. Хабл, како телескоп, е пратен горе во Вселената да ја снима ова што викат на англиски the deep space, длабоката Вселена. Да имаме слики за најдалечните места до таму кај што можеме да видиме што се случува. Сепак, Хабл, телескопот, се уште не допрел до небото. Не допрел. Не го открил небото. И си каш, кај отиде Исус, човече? Многу брзо патувал изгледа. Ако небото е таму некаде далеко и горе, тогаш Хабл може вода да му носи, знаете на кој? На Стефан Маченикот. Стефан Маченикот го коменуваат и во својата најголема мака тој го гледа на небото Исус како стои од десната страна на таткото. Ако небото е таму некаде, не знам каде, тогаш Стефан Маченикот гледа многу подалеку од најдобриот телескоп кој сега го имаме ние, у 21 век. Но што е поентата? Поентата не е дека Стефан гледаше доволно далеко за да го види Исус. Поентата беше дека пред него се отвори погледот кон реалноста која на нас иначе ни е скриена. Се отвори таа реалност за Стефан да види понатаму. Се отвори на бесата за тој да види што се случува. За да ни стане малку појасно за што зборувам, сега ќе се обидеме нешто многу интересно. Што ќе се случи доколку некои зборови кои ги имаме во текстот, сега што го читавме, ги заменам онака како што се преведуваат на други места во други преводи. Тоест, најголемиот дел од преводите го користат тој еден збор. Наместо на, кон, како што се преведуваат во нашиот текст, јас читав, тој е еден збор кој се преведува со еден збор. И така е преведен на другите места. Во. Слушнете како звучи 11 стих сега. 11 стих звучи вака. Тоа не е иначе крива теологија, едноставно тие зборови може да се преведат на различни начини. Може, зависно од контекстот, тој збор може да се преведи на, кон, во и така натаму. Може да има повеќе значења. Но овој контекст не помага за да разбереме што навистина се случува. Вака гласи сега текстот. И рекоа кога ангелите им кажуваат: луѓе галилејци, што стоите и гледате кон небото? Овој Исус кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде пак на истиот начин како што го видовте да оди на небото. Имате чувство дека небото е многу далеко. А што ако го користиме изворното значење на зборот во? И рекоа: луѓе галилејци, што стоите и гледате во небото? Овој Исус кој од вас се вознесе во небото, ќе дојде пак на истиот начин како што го видовте да оди во небото. И отеднаш небото е веќе малку поблиско. Не е таа просторна димензија во нашата димензија, во нашата категорија, туку е веќе друга димензија, друга категорија, но сепак тука блиску до нас. Онака како што N.T. Wright ни појаснува, Исус влегувајќи во реалноста на небото, каде владее седејќи од десната страна на Отецот, и преку Светиот Дух може да го направи тоа што иначе доколку е во нашата реалност не би можел да го прави. Затоа Исус им кажува, јас се чудев, како Исус им кажа на апостолите во Јовановото евангелие, им вика: подобро е јас да одам, затоа што ако јас не одам, Светиот Дух нема да дојде, ама кога јас ќе отидам, ќе ви го пратам утешителот. Подобро е тоа за вас. Зошто? Затоа што кога Исус е во реалноста на небото, тој го праќа својот утешител, своето присуство тука, Светиот Дух, преку кој тој може да биде сеприсутен. Истото присуство насекаде. Небото, со други зборови, како што вика N.T. Wright, е еден команден центар за земјата. Тоа не е далеку, тоа е тука, помеѓу нас. Команден центар, зашто? А каква е нашата улога тогаш во таа операција, небесна операција?
Доаѓаме до првиот принцип од трите можни принципи кои ќе ги слушнеме овие 3 недели. Зашто црквата прави додека го чека второто Христово доаѓање. И го чекаме второто Христово доаѓање. Сега ќе зборуваме зашто црквата прави во тој момент. Во послушност, во последниот дел овој текст можеме да видиме дека учениците и апостолите се вратија во Иерусалим онака како што Исус им заповеда. И го чека онамо каде што беше ветено. Што е првото нешто кое тие требаше да го направат? Што е првото нешто кое треба да го направиш додека го чекаш Исуса? Едно од најважните работи. 14 стих вели вака: тие сите еднодушно беа постојано во молитва и молење, заедно со некои жени и со Марија, мајката на Исус, и со браќата негови. Првиот принцип. Црквата треба да го прави еднодушно, постојано и намерно активни да бидеме во молитва. Молитвата. Колку важна е молитвата за нас? Колку важна е молитвата за црквата? Апостол Павле до црквата во Солун ќе им каже да се молат постојано или да се молат без прекин. Тој му кажува Павле на црквата во Солун: молете се постојано. Во некои случаи некои црквени оци и се развила една таква традиција, тие го примениле тоа буквално, во буквална смисла на зборот, да се молат постојано, па да дури развиле техника во која ти постојано се молиш без разлика што и да правиш, дури да зборуваш и да работиш некоја физичка работа, луѓето се изложени на постојана, непрекината молитва. Некои црквени оци тоа го примениле. Во Коринтијаните 4:20 ќе прочитаме што значи Божјото царство. Кога коринтијаните се перчат кој има повеќе сила, кој повеќе знае, кој поглавен во црквата, апостол Павле ќе им каже: царството Божјо не е во зборови, туку во сила. Божјото царство не е во зборови, туку во сила. Најчесто го забораваме овој дел. Најчесто се лишуваме од силата и се подпираме само на зборовите. Ја прифаќаме перцепцијата од страна дека верата е само вера, приватна вера, која можеш ти дома да си ја веруваш, да си бидеш тоа што ти можеш да си бидеш, ама кога ќе излезеш надвор, никој не смееш да допреш, никој не смееш да влијаш, веруваш без да вознамируваш никого околу тебе. Тоа е верата. За таква вера не зборува Христос. За такво Божјо царство Христос не зборува. Забораваме дека Божјото царство не е во зборови само, туку се манифестира и преку сила. А молитвата во тоа нешто има клучна улога. Јаков ќе каже дека молитвата на праведникот има огромна сила. Толку голема сила што преку молитва може да се случи дури и телесно исцеление. Може да се случи тоа. Молитвата на праведникот има огромна сила. Молитвата не се само зборови за утеха. Молитвата покренува нешто необјаснливо, нешто неверојатно. Забораваме една работа. Тоа што Исус им го ветува на апостолите не е само да имаат вера која ќе ги одржува да преживеат овде. Тоа што Исус им го ветува на апостолите не е само некаква надеж за нешто далечно кое еден ден ќе се случи. Тоа што Исус им го ветува на апостолите не е само живот после смртта. Често пати само за тоа збориме. За живот после смртта. За тука патиме, ама еден ден. Или тука, добре, буткаме некако. Не е тоа христијанскиот живот. Не го ветува тоа Исус. Исус на апостолите им ветува една работа. И вели: одете во Иерусалим и ќе се исполните со сила од озгора. Сила од озгора. Исус им ветува сила кој ги исполни да може да го живеат животот за кој тие се повикани да го живеат. Минатиот пат кога за вомената проповед зборев и кажал дека христијанскиот живот не е тежок, тој е невозможен. Не можеш да го живееш христијанскиот живот. Затоа ти треба сила од озгора. Молитвата е начинот преку кој ние чекаме да бидеме исполнети со таа сила. Молитвата е начинот преку кој ние разбираме како да ја насочуваме таа сила
во нас да действува. Молитвата е начинот преку кој разбираме зошто ни е дадена таа сила. Молитвата е клучна. Пред секоја одлука на апостолите тие се молат. Пред секој действување на апостолите тие се молат. Пред секој чудо има молитва. После секој чудо има молитва. Секој Павлово послание е проследено преку молитва. Речи се секоја Божја објава во Библијата која ни е запишана е дојдена после молитва. Захарија, таткото на Јован Крстител, Духовден, мисијата на Павле према паганите. На сите тие значени настани им претходи молитвата. Но после тоа следи силно делување, манифестација на незапирлива сила. Макар и цел свет да се дигне против тоа нешто, тоа ќе обстои. Зошто? Затоа што има сила која не може да се сопре. Тоа ни го ветува Исус. Се сеќавате дека ви рекав дека небото е како команден центар за земјата. Упатството и силата за нашето действување на земјата го имаме преку молитвата. Ние имаме вокација. Ние сме луѓе повикани. Повикани за работите кои Господ ги спремал од почетокот на светот, да ги правиме, да ги живееме. Ние сме повикани. Тоа не е шала. Нам ни е даден начин на живот кој не е возможен без таа сила од озгора. Тоа се применува на многу начини. Во контекстот во кој сега јас ќе зборувам за како ќе ја примениме таа сила, таа порака, тој повик, таа мисија која Исус ни ја дава, преку молитвата и преку еден проект во кој нашата црква ќе се вложи, ќе се приклучи. А тој проект се вика да дојде царството Твое. Тој е еден молитвен проект. Го молиме Божјото царство да дојде. Како црква од 28 мај до 7 јуни се приклучуваме на глобалната иницијатива за молитва. Тоа се деновите помеѓу Христовото вознесение и Духовден. 10 дена. Црквата се вложува во молитва еднодушно, како што е опишено во Дела апостолски, еднодушно, заедно се молиме, пристојуваме во молитва. Тоа се денови во кои црквата е вплотена кон една единствена цел. Ке се предадеме и ние на една заедничка молитва. Тоест ве повикува да земете дел во таа заедничка молитва. Секој ден во тој период ќе имаме постирано краток текст од Библијата, ќе имаме кратка беседа на текстот и поука, кратка молитва и еден мал предизвик секој ден. Секој ден од вас може да се приклучи и да земе дел од таа непрекината молитва. И доаѓаме до најважното нешто. Овој проект има за една единствена цел. Најважната работа во целиот проект на тоа молитвено патешествие е да најдеш 5 пријатели во твојот живот, 5 луѓе во твојот живот, во чиј живот не можеш да го видиш Христовото присуство, неговиот мир. 5 пријатели кои не живеат во мир со Бог и чија вера е далеко од жива вера. 5 пријатели кои немаат никаков однос со Исус. Да се молиш за тие пријатели во текот на тие 10 дена, почнувајќи од четврток. Сето тоа ќе биде постирано така да ќе можете да се приклучите на Facebook и на некои други платформи. Тоа ќе биде еден повик за да бидеме истрајни во молитвата, онака како што не повикува Исус да бидеме. Да бидеме истрајни, да го чекаме тоа што тој го ветува да се исполни, да се исполниме со силата од озгора. Инаку не може да бидеме црква. Без Светиот Дух, без силата од озгора, без силата од Светиот Дух, не можеме да бидеме црква она на која Исус нас не повикува да бидеме. Во тие 10 дена ќе се препуштиме на молитва за тие 5 пријатели кои ќе имаме на ум. Ќе се молиме за нив. Тоа што луѓето кои се приклучиле на таа иницијатива само ќе ни кажат овака: почни да се молиш, биди истраен во молитвата и види како Господ
прави чуда околу тебе. Јас минатата година се приклучив на таа иницијатива, имам неколку сведоштва. Чудно е. Сигаш, добро, зашто тоа почесто не го правам? Па знаете што, непријател знае дека молитвата е многу опасна работа за него и за неговото влијание. И прво нешто што го напаѓа е молитвата. Да немаш време за молитва, да немаш концентрација за молитва, да не го гледаш значењето во молитвата, да не гледаш што се молитвата може да направи. И се откажуваш. Порадо би читал или слушал проповед, порадо би правил било што друго, отколку да седнеш и да се молиш. Има една стара поговорка за молитвата, вика, ѓаволот се смее на нашите зборови, се подсмева со нашите намери, но се тресе кога се молиме. Не можеме само да ја видиме таа димензија во која Исус пребива сега, во небесната димензија која не е далеко, во тој команден центар кој е многу близко до нас. Може би тоа ќе разбереме што значи молитвата, каква сила носи молитвата. Да се посветиме на молитва, посебно овие 10 дена. Да дадеме шанса, да дадеме дел од нас, временски, сите ресурси кои ги имаме, да се посветиме на молитва, да видиме како Светиот Дух действува околу нас. И да видиме чуда како се случуваат. Не само што го верувам тоа, туку знам и сум искусил што се Бог може да прави преку молитвата. Да се исполниме со таа сила. Тоа е ветувањето од Таткото за сите нас. Да не се лишиме од тоа право, да не се отстраниме од таа сила. Да веруваме дека Господ ќе прави големи чуда, големи знаци и големи дела преку таа молитва. Ќе се молиме за крај. Татко наш небесен, преку нашиот живот и преку нашите зборови, ние сакаме да се посветиме кон таа цел, кон таа молитва, а тоа е да дојде Царството Твое, Господи. Боже, ме искористи на нас целосно. Сите ресурси кои ги има во нас, сите таленти, да бидат искористени за таа цел. Боже, Твоето Царство да се манифестира преку нас. Твојата љубов да ја рефлектираме преку нашиот живот, преку нашите зборови, преку нашите дела. Татко, јас те молам да не оснажиш со силата која Ти ни ја ветуваш, Боже мој, да можеме да бидеме вистински христијани, силни за Твоето дело, силни со зборовите и преку животот. Боже мој, сето тоа сакаме да го правиме за славата на Твоето свето име Исус Христос. Амен.